Добро вечер. Милионитата електронска здравствена картичка е предадена денеска во подрачната единица Скопје на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Во моментов 200.000 жители на Република Македонија немаат поднесено барање за електронска здравствена картичка. Крајниот рок за поднесување барање е декември. Ова денеска го изјави директорката на фондот Маја Парнаџиева Змејкова, која рече дека ако за 10 месеци биле поделени 600.000 картички, само во последните 2,5 месеци се поделени 400.000 картички. Започнуваме со урбаните вести. Снегот може да падне. Скопје е подготвено. Пуштено во употреба повеќе наменско игралиште во општина Илинден. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски имаше средба со младите од Медицинско-образовниот институт Андре Бодеро од Долна Нормандија. Со 4700 тони индустријска сол и 25 возила, градот Скопје е подготвен да го пречека првиот снег. Градоначалникот Трајановски уверува, оваа зимска сезона навремено ќе се реагира и ќе се избегне отежнатото одвивање на сообраќајот. Градот Скопје е подготвен за одржување на магистралните и на собирните улици на подрачјето на Скопје во зимски услови, за чистење на снежните наноси од коловозите. Градот Скопје оваа сезона располага со 25 возила. Како залиха од минатата година, градот располага со околу 2700 тони индустријска сол. Дополнително, за престојната сезона се набавени уште 2000 тони сол. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски и директорот на јавното предпријатие улици и патишта Синиша Ивановски денеска го посетија пунктот на ова јавно предпријатие во Киселавода, каде што се стационирани возилата за расчистување на снегот. Трајановски уверуваше дека достојно ќе се ја извршат задачата за брзо и ефикасно расчистување на снегот од коловозите на градските улици, со што ќе се овозможи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и движење на пешаците. Градот Скопје е подготвен за зимското одржување на улиците во градот Скопје. Формиран е и кризниот штаб, имаше неколку состаноци, тој кризен штаб, значи кризниот штаб ќе го води администрацијата на градот Скопје. Градот Скопје за ова намена издвојува 75 милиони денари, средства кои што се од буџетот на градот Скопје, и јас сум сигурен дека како и минатите години и оваа година градот Скопје подготвено да ја пречекува значи оваа зимска сезона. Исто така сум сигурен дека и како и минатите години и оваа година граѓаните ќе немаат проблем при движењето на улиците во градот Скопје. Во функционирањето на зимската служба се вклучени и другите јавни градски предпријатија. Јавното предпријатие Комунална хигиена е задолжено за расчистување на снегот на пристапите до контејнерите и околу нив. Ги расчистува пешачките зони, улиците во Старата Скопска чаршија и пешачките пристапи до објектите од витално значење. Водовод и канализација ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголемо количество вода во зимски услови. Паркови и зеленило го отстранува снегот од пристапните патеки во парковите, ги заштитува дрвијата од кршење под тежината на снежните наноси и ги отстранува паднатите дрвја и гранки од коловозите, а ЈСП Скопје го расчистува снегот и мразот од автобуските постојки. Општина Карпош како соработник на Медицинско-образовниот институт Андре Бодеро од денеска до 23 ноември ќе биде домаќин на осумина млади со полесна или умерена интелектуална попреченост, кои тука ќе се стекнуваат со нови знаења и искуства од областа на филмот. Градоначалникот на општината Стефчо Јакимовски денеска имаше едночасовна средба со младите од Медицинско-образовниот институт Андре Бодеро од општина Флери-Сур-Норн, Долна Нормандија. И овие млади кои што се дојдени овде ќе разменат другарство со нивните пријатели овде во Република Македонија и последно ми е драго што се потрудиле ваков филм да направат за да ете на граѓаните на Карпош им ја доближат својата општина и уште повеќе да не потикнат на евентуална соработка. Умеам, можам и уште една вешта рака, така да доколку има заинтересираност за овие наши традиционални занаети кои што се представуваат на овие наши манифестации, можеме и во тој дел на
на малото стопанство да направиме некоја соработка. Во општина Илинден денеска беше пуштено во употреба мултифункционалното игралиште, кое е дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба на 100 повеќе наменски игралишта. Со изградбата на овој капитален објект, жителите на општината, посебно најмладите, добија место каде ќе можат да спортуваат и да го поминуваат своето слободно време. Инвестицијата е во висина од 7 милиони евра. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. На свечен начин, денеска во општина Илинден беше пуштено во употреба новото мултифункционално игралиште, кое е дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба на 100 повеќе наменски игралишта. Истото во употреба го пуштија премиерот Никола Груевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Александар Пујовски и градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Објект со кој се овозможуваат условите и се создаваат можностите за спорт и рекреација. Целта за изградба на вакви објекти, вакви комплекси, целта на повеќенаменското игралиште е развој и поттикнување на спортот, спортските активности и рекреацијата, подобрување на условите за живење и подобрување на животот, особено на младите. Несомнено се заокружува концептот на создавање здрава нација преку делувањето во сите сегменти кои го креираат развојот на спортот, а пак приликата што ја имаме и овој пат на ваков чин, кога е во прашање спортот да бидеме почестени од присуството на председателот на македонската влада господинот Никола Груевски, сосем доволно говори за третманот кој владата ја има кон спортот и спортските вредности која има директен одраз врз подигнувањето на националната свест на македонските граѓани. Да спортуваме заради тоа што со спортувањето се градат етичките вредности, соработката, тимската работа, почитувањето на другите, ферплејот, заради тоа што спортот обединува, заради тоа што само низ таквото заедништво нашето единство ќе биде наша победа. Општина која во овие неколку години има одличен развој и полека, но сигурно преминува од рурална во модерна и современа општина во која секој би посакал да живее. Ова општина има многу млади. Има постојано зголемување на бројот на жители. А со тоа се зголемува и потребата од вакви спортски објекти каде што децата, младите и постарите ќе можат да спортуваат, да се рекреираат и да го поминуваат своето слободно време. Токму затоа ние како влада во изминатите неколку години инвестираме во изградбата на новата спортска сала и 4 тениски игралишта во образовно-спортскиот центар Илинден Марино. Инвестиравме во 2 големи фудбалски игралишта во Марино и Кадино, а во план е изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Кадино. Игралиштето е со димензија 45,5 на 28,5 метри, располага со спортски реквизити и опрема за фудбал, кошарка, ракомет и други спортови. Игралиштето е заградено и осветлено за спортување и одигрување на надпревари во ноќните часови, а инвестицијата е во висина од 7 милиони денари. Со изградбата на овој капитален објект од областа на спортот, жителите на општина Илинден, пред се најмладите, ќе можат своето слободно време да го користат за спорт и рекреација, но и за организирање на многобројни турнири, што редовно се одржуваат во општина Илинден. Целта на повеќенаменското игралиште е развој и поттикнување на спортот, спортските активности и рекреацијата, подобрување на условите за живење на граѓаните на општина Илинден. Развојот на спортот и физичката култура останува еден од приоритетите на општина Илинден, која продолжува со вложувањето во спортските објекти. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе ги засили контролите во автобусите и ќе обезбеди поквалитетен видеонадзор со цел да ја зголеми безбедноста на патниците. Раководството на ЈСП донесе одлука за обезбедување поквалитетен видеонадзор по последниот инцидент во автобусот на линијата со број 65, кога во селото Сингелич беа брутално претепани 8 средношколци. Според раководството ќе биде зголемен бројот на контролорите чија работа ќе биде да се грижат исклучиво за безбедноста во автобусите, што сообраќаат на проблематичните линии, а ќе се набават и 50 снимачи, наменети за камерите во автобусите, кои досега не снимаа, туку само пренесуваа слика до возачите. Последниот инцидент се случи во четвртокот вечерта, кога непознати напаѓачи со 2 возила прво го попречија движењето на автобусот во селото Сингелич, а потоа со метални и други палки повредија 8 малолетници, што се враќале дома по завршувањето на училишните часови. Ова не е изолиран случај. Патниците кои гравитираат низ населените места кои се сметаат за критични и се возат во автобусите со мешан етнички состав, секојдневно се соочуваат со непријатности и закани по нивната безбедност.
Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, на чија што територија се најзачестени инцидентите, изјави дека во моментов се преговара со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за отпочнување со работа на мобилна полициска станица, која би можела да даде придонес во обезбедување на безбедност во автобусите. Уште вечерта кога настана инцидентите бевме директно присутни таму на настанот. Дел од локалниот совет за превенција во општина Газибаба, кој што функционира на наша територија, вечерта се состана. Состанокот го одржавме во населеното место Стајковци, а следниот ден одржавме во полн состав една работна средба со локалниот совет за превенција, на кој што присуствуваше заменик министерот за образование. Имавме представници од Министерството за внатрешни работи, од местните заедници, од советниците, невладиниот сектор, имавме представници од ОПСТЕ. На тој работен состанок навистина дадовме сите заеднички придонес да влијаеме на намалување на тензиите и смирување на сите оние инциденти кои што нели претходеа на тој настан. Улицата Костурски херои или поранешно 29 ноември во центар ќе се реконструира. Со активностите ќе се сменат горниот и долниот строј на коловозот, рабниците и ќе се преуредат тротоарите. Реконструкцијата на улицата Костурски херои ќе се изврши на коловоз со површина од 2000 квадратни метри, тротоари со површина од 1912 квадрати и рабници во должина од 616 метри. Како што информираат од општина Центар, активностите ќе се изведат парцијално поради регулирање на режимот на сообраќајот. Реконструкцијата чини 8 милиони и 900 илјади денари, а средствата се обезбедени од општинската каса. Општината ќе ги реконструира и улицата Ударна бригада кај Италијанска амбасада и улицата Лермонтова. Планирани се и пешачки патеки и отстранување на неправилно паркираните возила. Покрај реконструкции на улици, општина Центар најави и нов мини плоштад на делот каде што се спојува со улицата Вејко Влаховиќ, кој ќе биде опремен со урбана опрема и со хортикултурно уредување. Црвена звезда подобра од Партизан по едно продолжение во вечното дерби во рамките на 8-то коло во јадранската АБА лига. Серена Вилијамс од тениските турнири заработи 12 милиони 385 илјади долари. Во продолжение повеќе информации за спортот, но пред тоа рекламите.